Алпинисти, спелеолози, ориентири, извидјачи и сите останати членови на планинарското друштво Лисецот Штип се собраа на свечениот церемонијал во присуство на своји пријатели од други планинарски друштва, како многобројни пријатели, љубители и гости, за да го прослават златен јубилеј 50 години од формирањето. Период во кој се постигнаа фантастични резултати од членовите на Лисец, за кого слободно можеме да кажеме дека продефилирале скоро 1/4 од граѓаните на Штип. Многобројни авантури, спомени со најразлични срекни и исполнителни дејанија, беа предмет на меѓусебните дискусии и разговори кои се слушаа скоро во целата просторија, а за личната карта на Лисец, како и за успешниот 50 годишен поход, присутните ги запозна председателот на друштвото. Се почна од Камник, убавина која и денес најголем дел со воските ја посетуваат. И за среќа се не застана на околните возвишувања. Приказната продолжи на Туртел, Пониква, Јакупица, Пелистер. Почнаа обуките за време на зимувањето и летувањето кои друштвото ги организираше. Тоа беше импулс многу од нашите членови да продолжат со обуките организирани од Планинарскиот сојуз на Македонија. Се градеше Лисец полека, но сигурно. Со задоволство се сеќавам на масовните акции кои ги организиравме при одбележувањето на значајните датуми од нашата историја, кога човек едноставно не можеше да го види почетокот на колоната, ниту крајот. Се создаваа клубски секции кои имаа своји програми, планови за работа, визии, сите посебно, но сепак заедно под капата на Лисец. Во еден период немаше училиште во градот каде што не постоеше планинарска секција. Градот пулсираше во една синергија меѓу Лисец и граѓаните. Потоа следуваше она што за сите нас беше следен чекор. Да се освои што повисок врв, што потежок смер, да се победи над преварувањето по ориентација, прва помош, да се симнеме во најтемното место на пештерите на Плачковица и не само таму. Градот ја почувствува таа енергија и стана наш партнер. Наши членови помагаа не само од позиција на функција, туку како планинари кои активно учествуваат во работата на друштвото. Нема да биде претенциозно дека во еден период тоа беше и расадник на кадри во економскиот, но и во општествено-политичкиот живот во градот. Но едно нешто во нашата работа беше константа, локал патриотизмот. Секаде над преварите во Македонија бевме прво Штипјани и Лисец, а надвор од државата бевме македонци. И тогаш се случи Триглав, Герлах, Гроз Глокнер, носени од енергијата го згаснавме Монблан, Матерхорн, Монтероза и кога не можеше повисоко се редеа смеровите на Мармолада, Доломити, Гран Жорас, северната страна на Триглав и Вихрен и тука на Матка, Демир Капија, зимски и летни скачување на Шара и Љуботен. Нова димензија ја постави Трајче Алексон со неговото прво одење на Манаслу, обезбедувајќи го гордо со сета почит и достоинство и респект своето место во историјата на македонскиот алпинизам и високогорство. Ке се освојуваат уште многу петијадници, шестијадници, па одењето на Еверест беше некаква логичен редослед на настаните. Во чест на јубилејот и во склоп на 50 годишнината од формирањето на друштвото беа доделени 50 пригодни награди и признанија на истакнати поединци, потоа на пријателски друштва, со кои се одвивала успешна соработка, како и на истакнати други поединци кои имале достоинствен придонес во помагањето и популаризацијата на планинарските спортови во Македонија.